Советот на општина Кочани во среда ќе одржи 16-та редовна седница на која на дневен ред ќе бидат поместени 30 точки. Седницата ќе започне во 9 часот и ќе се одржи во мултикултурниот центар. Од предлог дневниот ред се издвојуваат информацијата во врска со невремето и настанатите штети, поплавите што го зафати Кочани на 24 јули, извештаите за работењето на основните училишта за учебната 2021-2022 и годишните програми за работа на општинските основни училишта, измена и дополнување на статутот на Основното музичко училиште Ристо Јуруков, измена на годишниот план за вработување на Основното училиште Свети Кирил и Методи и на Средното општинско училиште Гошо Викентиев за 2022 година, годишниот план за вработување во Основното музичко училиште Ристо Јуруков за 2023 година, годишниот план за вработување во Основното училиште Никола Карев, во Основното училиште Крсте Петков Мисирков, во јавната општинска установа Библиотека Искра Кочани и во детската градинка Павлина Вилјанова. Потоа на дневен ред е точката за давање согласност за згрижување поголем број деца, односно помал број деца од воспитните групи во детската градинка Павлина Вилјанова, како и одлука за утврдување на работното време на детската градинка, давање согласност за формирање паралелки со помал број ученици и комбинирање паралелки во општинските основни и средни училишта. Советниците ќе расправаат и по извештајот за финансиското работење на комуналното јавно предпријатие и Водовод, полугодишниот извештај за работењето на КЈП Водовод за периодот од 1.1.2022 до 30.6.2022 година.